civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Imаме ли некое гледање овака новинарско, граѓанско од Србиновски? Како ќе ги протолкуваш овие искази за реформите, а се разбира и во конкретни оперативни рамки работата на безбедносните служби? Александар, се слушаме? Да, благодарам. Најпрвен да се заблагодарам на оваа можност, на интересна една дебата која што не толку многу често има во нашиот јавен сектор. Благодарност до Цивил и до големиот напор што го прави вашата организација за да ги покрива исклучително битни општествени моменти, и благодарност до представниците на МВР кои што одвоива свое време да присуствуваат и дискутираат со нас на вакви битни теми. Бидејќи јас сум човек кој што има над 15 годишно искуство во работата со медиумите и сум буквално од другата страна на линијата со контакт со представниците на полицијата и како новинар, но сега и како представник на граѓанската организација, на граѓанското општество во Македонија. Морам да напоменам на почеток дека за мене лично како новинар и представник на граѓанските организации, отвореноста кон медиумите на полицијата и кон јавноста е од круцијално значење. Она што сакам да напоменам во процесот кој што се одвива со реформите, кои иако почнува со парламентарни процеси со подзаконски и законски акти, тој сепак се манифестира во пракса најмногу и во работата на полицијата, но најмногу преку дискусот кој што медиумите го возможуваат на оваа тема. Сакам да напоменам дека од моја гледна професионална точка, однесувањето кон медиумите во добра мера е подобрено од некои си минати несакани периоди и времења, бидејќи како една полиција се однесува или како контактира со медиумите како партнери со невладините организации, практично всушност се цени нејзиниот демократски капацитет. Па така, сакам да го поздравам овој процес и свесен сум дека досега јавноста во суштина не беше баш навикната на еден транспарентен пристап кон медиумите. Тоа сега се случува, морам да го подлечам и да го истакнам, но морам да додадам дека и во едни вакви промени секогаш механизмот не е најефикасен, иако се подобрува во огромна мера од претходна. Еднаквиот пристап до информации е многу битен, како од новинарска гледна точка, така и од гледна точка на организации кои што се бават со превенција и со активности кои што превенираат организиран криминал во Македонија, кој што јас ја представам, бидејќи тие се пиларот и темелот за градење на демократичноста на нашето општество, и затоа силно го поддржуваме како организација, но и како поединец, како новинар, и се залагам за овој процес да доби уште поголема динамика. Со Џабер, со вас се слагам дека изјавата која што даде министерот е феноменална во онаа гледна точка дека таа сама по себе отвара многу простор за пишување, многу простор за истакнување, многу простор дури и за новинарска критика доколку е возможно на одреден дел, бидејќи јавноста е свесна дека критиката е механизмот кој што го возможуваат и новинарите, но и граѓанските општества, за да имаме поуспешно и попрофесионално Министерство за внатрешни работи, кој што воедно и сервис на граѓаните. Она што би сакал да го искористам како во оваа можност да го подлечам е, иако како новинар кој што се бави со работата на полицијата во најголем дел од својата кариера, сепак голем дел од медиумите не ја разбираат потребата на полицијата да изврши заштита или безбедносна заштита на информациите кои што се публикуваат во јавноста, бидејќи не секој во медиумите, но и во јавноста знае дека постојат одредени класифицирани информации со одреден степен на доверливост, кои што во одреден момент не се баш поради законските причини не се баш највозможни лесно да се достапат до медиумите кои што потоа тоа го дистрибуираат за одреден случај, за одреден процес до јавноста.
Но исто така и не смее тоа да биде изговор за целосно да се врши чување на овие информации како довериле и при тоа да се злоупотреби можеби просторот на некои си одредени полициски тела кои што едноставно на линија на помал отпор тоа би го избегнали да го сторат, односно да ја презентираат својата јавност, својата работа во јавноста и во медиумите. Ова се прашања кои што заслужуваат и поголема дебата и поголеми простор на анализирање. Сакам да ги поздравам констатациите на двете соговорнички во студиото, бидејќи будни внимателно ги следев нивните излагања. Сакам да го поздравам процесот дека ете ги и тие што се од другата страна, нели, како партнери во овој процес со нас со медиумите и невладините организации. Всушност ги подвлекоа и ги истакнаа тешките процеси кои што ги проваѓа, кои што ги минуваше нашето општество и за време на здравствената криза која што е се уште активна, но и во некои други одредени слични ситуации кога практично известувањето за состојбите и за активностите кои што ги прави полицијата секојдневно, кои што се исклучително проблематични и тешки и професионални за изведување, беше извршено преку медиумите во некои нови динамики, во некои нови процеси. Да не должам многу, за да не ви одземам време од оваа прекрасна дискусија и дебата, сакам само како советодавен момент да искористам оваа прилика, Џабир, се надам дека нема да ми забележиш. Би сакал во процесот на реформите од моја страна да видам што е можно поголем број на новинари и на представници на невладени организации да учествуваат во овие динамични турбулентни времења кои што се пред нас, бидејќи на тој начин верувам дека кога сите заедно настапуваме со заеднички фронт на овие тематики ќе добиеме многу подобар и многу потранспарентен резултат кој што на крајот на краиштата ќе биде и мерилото врз кое што граѓаните ќе оценат нашата професионалност како медиуми, од друга страна истото ќе важи и за полицијата и незините представници. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.